Добар ден, Иван, како и секоја фабрика, и ова би бил еден голем погон во кој наместо машини за производство ќе има графички картици кои потоа ќе работат на изготвување на јазичен модел, обработка на огромни количини на податоци или пак на создавање на веќе готови системи. Вакви AI фабрики има насекаде низ светот, особено низ западните држави. Главно ги поседуваат технолошките гиганти како што се Google, Apple, OpenAI и така натаму. Ова практично ќе значи дека Македонија се приклучува кон светските трендови со помош на Европската Унија, која и така е зад оние главни глобални актери во поглед на вештачката интелигенција како што се Соединетите Американски држави и Кина. Со помош на европски пари таква фабрика ќе биде изградена и тука во Македонија. Носител на проектот ќе биде факултетот Финки при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Сите детали за оваа AI фабрика ги гледаме во продолжение. Везилка е името на првиот национален центар за вештачка интелигенција која треба да биде дел од европската мрежа на AI фабрики со директен пристап до европските суперкомпјутери. Истражувачите, стартапите и институциите ќе имаат можност да развиваат напредни решенија засновани на вештачка интелигенција. Финки доби проект од ЕУ вреден безмалку 6 милиони евра, кој вчера го најави и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Генеративната вештачка интелигенција се уште нема доволно македонски извори кои може да ги користи, па поради тоа како главни извори се документите кои доаѓаат главно од бугарски јазик, но и останатите слични словенски јазици. Затоа прва задача ќе биде подготовка на јазичен модел кој ќе биде полнет со македонски документи, текстови и содржини, со цел тие да бидат главните извори, но и вештачката интелигенција да може во целост да ги разбере македонскиот јазик, култура, законодавство и генерално македонското општество. Откако ќе биде изготвен јазичниот модел, фокус ќе бидат 4 гранки кои се дел од Смарт Македонија. Тој јазичен модел ќе се извршува на нашите сервери, всушност ќе задржиме нивото на приватност, на суверенитет и така натаму. Верувам дека со овој проект, со Везилка, во сите овие области, почнувајќи од јавна администрација, во здравство, во енергетика, во земјоделие, ќе направиме значаен исчекор во подобрување на продуктивноста и зголемување на потенцијалот на македонската економија во сите овие области. Везилка е историски проект и има национално значење. Центарот ќе биде придружна единица на европската AI фабрика Фарос во Грција. Освен инфраструктура, Везилка ќе создаде и центар за обука и тренинг во областа на вештачката интелигенција. Планирано се спроведуваат обуки, едукативни програми и практични проекти со цел да се развијат вештини и знаења за новата дигитална економија. Ова инвестиции во луѓето, во студентите, во истражувачите, во професорите, во професионалците, во предприемачите, кои ќе ја водат Македонија во следната дигитална декада. Почитувани, создавањето на Национален центар за вештачка интелигенција е дел од нашата поширока визија. Македонија да стане дигитално суверена држава со силна научна и иновацијска основа. Генеративната вештачка интелигенција, особено по лансирањето на ChatGPT од компанијата OpenAI, ги промени тековите во глобалната економија. Европската Унија, која во суштина е многу зад главните глобални актери како Соединетите Американски држави и Кина, преку овој проект во кој е опфатена и Србија, сака да го вклучи регионот во технолошкиот развој на Европа. Даниел Василев,